Добър ден, мои почитувани приятели и фанови на борачкиот спорт на борењето. Повод да го направам ова видео со Бајле е инцидентот кој се случи на 200 метра од мојата куќа на игралишето на Бело брдо, на фудбалска утакмица меѓу децата на Прегалница и Сковска некоја екипа. Моето мислење е, бидејќи можам да го објавам и компетентен сум да го објавам, тоа пропусти има на службените лица на самата утакмица. Имено, спортски надпревар, делегатот на утакмицата, мора да има делегат, што дава извештај на крајот како е било, што е било, проблеми, кој играч, што казнет, зашо казнет, на крајот седне делегатот и направи референтен. Значи, пропустите се на делегатот на утакмицата. Делегатот на утакмицата не е смејал да дозволе да почне утакмица без службени лица. Тоа се полицајци, луѓе од МВР да биде присутен. Додека не биде он дека на утакмицата има безбедност загарантирана од службени лица, утакмицата не смее да почне. Ако треба ќе се прекине, нема да се одрже утакмицата, делегатот ќе наведе што се причините зашо е прекината утакмицата и ќе се решаваат другите органи. Само да ви потенцирам 2-3 случаи како делегат. Ова се што ќе го зборам, жив е Лупчо Лазаревски, секретар тогај, ми се јавуваше, вика Санде, твоите извештаи кои ги читам, верувај, дивам се. И една година бе прогласен за најдобар делегат у македонското борење. Имам за се документи, во што ќе го зборам. Што сакам да кажам? У салата Шабан Трстена у Чаеш требаше да се одржи средба меѓу Кочани и Лирија. Одиме тамо, јас делегат на средбата, судија Лупчо Јанев и сакат да почне утакмицата, али јас како делегат погледнувам лево-десно, у нашите правила имаше дека мора да има знамиња. Југословенско знаме и другото знаме. Погледнувам на зидо обесено на тие за вежбање што се у спортските сали, тие што се качуваат такви дрвца наредени, и македонското знаме како една крпичка за бришење раци, а додека другото знаме цел зид. Јас реагираа на тоа, викам не може да почне утакмицата ради тоа, а второ нема службено лице, нема полицаец. И кошкаме се тамо, расправаме се да се повикат службени лица, да не стане инцидент, да се знае по прописите, оти ние имаме прописи по кои работиме службени лица, а најголемо службено лице, најважно на еден спортски надпревар е делегатор на средбата, кој дава мислење и одобрува дали да се прекине или да продолжи борбата. Не можеме да се договориме и утакмицата ја не давам да се почне. Дојде судијата, вика на мене, што ти изиграваш, кој си ти тука да даваш, дали ќе се играе утакмица? Викам, јас сум службено лице. Какво службено лице тамо, кој си ти бе? И расправаме се со Лупчо Јанев, со него стално имаваме кога он судеше, сеќавам се на една средба у Радовиш, Лупчо требаше да суде, а само што се врнаа од Олимпијадата, демек он е олимпиец, он е голем судија, он е светски олимписки судија и почине утакмицата он судија да седе да ги дава бодовите, а Стојан Колев од Штип, главен судија на Душеко. И јас му викам, Лупчо, викам, собличи се у судиска опрема. Зашо бе да се облечам? Кој си би ти на мене да ми кажуваш да се облечам? Гледај си работа тамо. Викам, Лупчо, кажувам ти службено, собличи се у судиска опрема, седни си на столу да почнеме средбата. Па сина ти ме тамо, неке, викам, слушај, ти не се облечувај, седни тамо, како што одеш у фармерки, у блуза, у палто. Ама јас се ќе наведам у извештајот, па горе нека ти шо ќе ти
кажат тоа, нека биде. Виде, не виде, се облече се Лупчо, ујде, почнаме утакмицата. Почнаме утакмицата. Не, уствари не ја почнаме утакмицата. Да, урадуваш ја почнаме утакмицата. Случајот сака да го кажам за Скопје, у салата на Шабан Трстена. Значи, нема знамиња, ја не ќам да ја почнам утакмицата, нема полицаец не ќам да ја почнам утакмицата и еви ги идат председателот на федерацијата Чедо Николовски и селекторот на југословенската репрезентација, сега покојниот, да не му го спомнувам името, доаѓаат, седнуваат на страна и питуваат што е работа, што не почињате. Кажуваат што е работа, викнаваме мене тамо кај ни, јас делегат службено лице. И викат, кој си ти, што си ти занаписуваш? Ајде почиња, нека заврши брзо средбата, вика, не изигравај ти тука некој фактор. И јас, што да правам, сите против мене, дадо знак да почне утакмицата, почна, заврши утакмицата. После тоа на страна се повлеко, седна еден извештај достави, се упиша, кои луѓе што ми рекле, како ми рекле, што немало и испрати у Сојуза на борачките спортови на секретаро Лупчо Лазаревски. Лупчо Лазаревски ми се јави у понеделник, он ми се секој понеделник јавуваше педантно дете, за тоа нема грешка. Вика, Санка, вика, толку убав извештај си направила, толку, значи ти дека си делегат, кога си ти, вика, тоа опишеш ги, како си улезел, се што се е случило на душеко, се објавиш. Кажувам и за тоа ме беа прогласеле за најдобар делегат тогаш. Ама тамо не, и више не ме, од тогаш, мене не ме викнаат делегат. Они не сакат такви луѓе што сакат да средат у спорт, они сакат такви да гушкат, да штипкат, да подмилуват за едно пишче, дидат, за една чорбичка. Тоа е, се са пропусти у спорто. Или да кажу со еден збор, у спорто, у сите пори се улезени погрешни луѓе. Правите луѓе дзиркат од страна, не смеат да коментират, што од репресии, што не сакат едноставно да се замерат, гледат се и што се дешава. Ето е, драги мои пријатели. Сакаа вака сум иритиран малку од овај случај, да кажам оваа моја случка.